Најчесто карциномот на надојката се јавува во горниот латерален квадрант. Најчеста манифестација е појава на грудка. Таа грудка може да биде фиксирана или нефиксирана. Најчесто е со цврста конзистенција. Поретко може да има еластична конзистенција. Такви се муцинозните карциноми. Значи, секоја грудка, појава на било каква грудка, треба одмah да се јавите на лекар. Значи да побарате лекарска помош. Стручните лица се тие кои што треба да одредат дали се работи за некоја беззначајна промена, бенигна, циста, галактоцела или така натаму, или се работи за друга патолошка лоша форма на карцином на дојка. Покрај оваа грудка, друга форма во која што може да се јави карциномот на дојката е воспаление на целата дојка. Воспаление на целата дојка. Целата дојка настанува, значи се зголемува, оттекува и е со запцрвенета кожа. Ово е воспалителен, инфламаторен карцином. Треба да се го разликуваме од акутниот или хроничен маститис, кој што е честа појава, значи од едно безразлетно воспаление на дојката, кое што е честа појава. Значи, инфламаторниот карцином се разликува од воспалението, обичното воспаление на дојката, по тоа што кај обичното, така овој термин го користам обично, или значи акутниот или хроничен маститис на дојката, по тоа што после антибиотската терапија, маститисот, акутен или хроничен, се повлекува за 1 до 2 или 3 недели, додека инфламаторниот карцином не се повлекува. Значи, при секој воспаление на дојката, исто така, итно побарајте лекарска помош. При тоа, веќе нагласам дека инфламаторниот карцином представува една лоша форма, агресивна форма на карцином. Друг симптом кој што укажува на постоење на некаква патологија, па и карцином на дојката, е вовлекување на брадавката. Вовлекувањето на брадавката може да постои при бенигни состојби, како што е дуктектазијата. Тоа е проширување на каналчињата на кај дојката, кое што останува после лактација кај жената. Тоа е бенигна состојба. Меѓутоа, секое вовлекување на брадавката на дојката исто така треба да ви привлече внимание. И тоа може да биде првиот симптом за постоење на карцином на дојка внатре во дојката.